Текстилната индустрија се уште чека дали нивниот предлог ќе биде прифатен од страна на владата за замрзнување на придонесите при исплата на плата на работниците од 12.000 до 18.000 денари. Председателката на текстилниот кластер Маријана Перковска вели дека донесувањето на оваа одлука нема да биде на штета на државниот буџет. Тоа се пари кои што нема да бидат заштедени од работодавците, туку ќе бидат пренасочени од работодавецот према работникот. Со самото тоа ќе се зголеми куповната моќ, па така да дел од тие пари повторно ќе се пуштат во промет. Според работодавците минималната плата веќе се исплаќа. Истата не е проблем, туку проблемот лежи во спиралниот ефект од зголемувањето на платите, со што им се наметнува масата на пари за личен доход да е зголемат за 20 до 30%. Во компаниите веќе има и притисок од страна на работниците за покачување на платата. Не можете вие да очекувате оној кој што до вчера имал 10.000, денеска има 12.000, а оној што бил со 13.000 имал од минимум од 2 до 3.000 денари разлика, дека тој нема да побара покачување. Значи, тоа е она покачување и мислам дека дури сега представниците од институциите, од властите ја разбраа поентата на покачување на минималната плата. Предизвик на текстилната индустрија за наредната година ќе биде зголемувањето на продуктивноста на работниците и напуштање на лон производството. Но според нив најпревен треба да се реши проблемот со недостиг на работници. Просечната старост на текстилните работнички е над 45 години. Во Штип во секој момент се отворени 100 работни места. Реформи мора да има во средното стручно образование, каде што младите преку практична настава ќе се мотивираат да останат во реалниот сектор.